како се справува Обединетото кралство, разговараме со колешката Жанета Скрлев во Лондон. Добро утро, Жанета, како сте утринава, како е во Лондон? Добро утро, во Лондон облачно, некако типично лондонска клима. Ние зборуваме за слично, најверојатно како и многу други европски земји. Се справуваме со носење маски, некои од луѓето и не носат, меѓутоа се справуваме со седење дома најчесто и со тоа што по еден месец конечно го видовме и премиерот Борис Џонсон вчера се појави рано сабајле, релативно рано, околу 9:30 часот се појави пред вратата на Даунинг Стрит 10, па го видовме дека заздравел, бидејќи тој беше прилично сериозно болен и тоа точно од COVID-19. Така, тоа беше негова прва пресконференција по неговото заздравување и сега тоа е всушност и под притисок од јавноста за правење нова стратегија како да ги олабави мерките, но од друга страна пак Џонсон рече дека нема да ризикува втор бран. Што значи ова? Што очекувате вие во Лондон, дека можеби нема да има во скоро време олеснување на овие мерки или? Па токму така, кој јавноста очекуваше нешто драматично различно, го доби. Џонсон рече, разбирам дека сте нестрпливи, но ова е момент на максимален ризик. Доаѓаме до крајот на првата фаза на овој конфликт, така рече. Барам семејствата и бизнисите да бидат трпеливи и да не биде попусто целиот напор и жртви кои до сега ги направи британскиот народ. Тој рече дека одбива сите досегашни жртвувања да пропаднат и да имаме втор голем бран на зараза и оптоварување на јавното здравство. Рече дека, иако е премногу рано да се размислува за кревање на ограничувањата, дека сепак во следните неколку дена ќе има повеќе детали како земјата планира да почне постепено да се враќа колку толку во нормала. Инаку интересно е што премиерот има поддршка од опозицијата во врска со мерките, но и лидерот на опозицијските лабористи, Сер Киер Стармер, и представници од неговата партија се гласни барајки сега стратегија за тоа како земјата ќе се враќа во нормала. Тоа што сите го бараат е да има некакви конкретни детали што значи враќањето во нормала, дали училиштата први ќе почнат со работа, дали малите бизниси ќе почнат со работа, како што рече еден коментатор, дали фризерските салони ќе почнат со работа, дали Борис Џонсон ќе се почиша, инаку тој излезе видно ослабен, очигледно во нов костум, еден број помал. Деновиве би требало да оди на бербер да си ја подсреди под раснатата коса и малку се задишуваше при зборувањето, така што очигледно болеста, заразата со COVID-19 е прилично сериозна работа. Тој се појави на пресконференција. Мора да ве прашам како се одржуваат пресконференциите во Лондон, бидејќи кај нас сега се оди преку видеокол. И тука се оди преку видеокол. Пресконференциите, оние кои ги одржуваат пресконференциите, владините министри се појавуваат во сала за пресконференција, а новинарите ги поставуваат прашањата преку видеокол, еден по еден. Министрите ги повикуваат новинарите да поставуваат прашања и преку видеокол се поставуваат прашања.
се менуваат новинарите од разни редакции. Мислам дека тоа е потполно исто со тоа што можеме да ги видиме колегите новинари од разни медиуми, поставуваат по неколку прашања и така се одржуваат видео конференции, пресконференции, поставуваат по неколку прашања, ги прашуваат потоа министрите дали сте задоволни од одговорите и доколку се задоволни се оди понатаму. Инаку од другите информации денеска ќе се одржи минута молчење за починатите од коронавирусот, починати во јавното здравство и членовите на семејствата од оние од јавното здравство кои починаа во борбата со коронавирусот ќе добијат по 60.000 фунти за секое семејство, што е мерка која беше деновиве донесена од владата. Бидејќи споменавме темата, еве ќе се надоврзам, во Слободен печат има една интересна статија за цената на чинење на погребалните услуги. Дали може би има некакви мерки во врска со тоа да се олесни на граѓаните во овој дел, односно со намалување на овие цени? Цената на погребалните услуги доста падна, заради тоа што веќе не се случуваат погребите класично како што беа порано. Еве за ваша информација и за информација на вашите гледачи, јас вчера присуствував на еден тажен, многу тажен и доста несекојдневен настан и за мене на погреб на една прекрасна дама, која погребот беше преку Zoom. 99 годишна жена, мајка на еден мој пријател овде, која почина, предпоставуваме, од COVID-19. Не бевме собрани на гробишта, не бевме собрани во капела, меѓутоа бевме собрани сите покрај своите компјутери и така се одржа погребот, што предпоставувам, мислам, беше тажен настан нормално. Прв пат во мојот живот присуствувам на таков некаков настан преку Zoom. Во капелата беше свештеникот, а сите ние бевме собрани околу компјутерите. Неверојатен настан, несекојдневен настан, но сепак сите ние околу 100 луѓе бевме собрани околу семејството и околу не знам како да ја опишам, останувам без зборови, но ете ова време, ова чудно време, како го коментираме во на време, не време, носи и вакви работи. Да, навистина несекојдневно и чудно, како што споменавме, но од друга страна, сепак мора да бидеме тука за нашите пријатели, па макар тоа било преку видео врска во овие околности. На почетокот споменавте дека Џонсон побарал трпение и од бизнисите и од граѓаните. Каква е вашата перцепција? Имаат ли бизнисите трпение за оваа ситуација? А еве и граѓаните. Помина еден празник, сега доаѓа и 1 мај. Веќе споменавте дека огромен дел од работите, поточно се случува онлайн, па дали може би е забележана и одредена доза или одреден степен на нетрпение, стануваат ли погласни барањата за релаксација на мерките? Англичаните се доста трпеливи и послушни на некој начин, би рекла, во врска со главните работи кои се случуваат во државата. Но, да бидам искрена, со продолжувањето на мерките за изолација и самоизолација и со пропаѓањето на се поголем број бизниси во државата,
и со можеби доаѓањето на пролета и убавото и сончево време вообичаено за овој период од годината, почнува да расте и нетрпението кај луѓето и очекувањето нешто да се случи. Вестите кои пристигнуваат од другите делови на Европа и од другите делови на светот, кога ќе се споредат со она што се случува во државата, ги прави британците понетрпеливи и понеспокојни. Гледаме дека во Германија почнуваат работите да се враќаат во нормала, гледаме дека во Данска училиштата почнале да работат, гледаме дека во Австралија се отворила сезоната за капење. Значи, гледаме дека во одреден број земји работите полека почнуваат да се враќаат во нормала, а тука Борис Џонсон вели дека состојбата го достигнала врвот, болеста го достигнала својот пик, како што рече, и дека треба да се стрпиме заради тоа што можна е втора фаза да ја зафати земјата од болеста, при тоа не покажувајќи што подготвува владата за понатаму, сето тоа ги прави и луѓето и бизнисите прилично нестрпливи. Она што и одговара на владата моментално е тоа што Борис Џонсон е човек со искуство од болеста и беше вистинскиот човек да ги соопшти лошите вести на некој начин, дека треба да се стрпиме, да се стрпат британците и понатаму. Меѓутоа, она што го кажав и предходно е што нема никакви детали што понатаму и како понатаму. Интересно беше што првата министерка на Шкотска дава повеќе детали како земјата или тој дел од земјата мисли да прави понатаму, а тука за англичаните нема детали. Или како што имаме впечаток овде, велат дека работат на детали, ама тие детали се со молив напишани, а ние очекуваме нешто со пенкало да биде напишано. Се усогласија ли барем во ставот дали треба или не треба населението да носи маски при излегување, бидејќи остана оние шпекулации дали само болните или пак сите треба да носат заштитни маски? Тоа е прашање од $1.000.000. Има препораки дека треба да се носат маски, меѓутоа потоа има препораки и дека баш и не мора кога излегуваме да шетаме во природа, дека не мора да носиме маски, дека кога влегуваме во продавница не е лошо да се носат маски, но би било фино сепак да одржуваме 2 метра растојание кога шетаме. Има спротивставени препораки и тоа е тоа што добар дел од населението ги буни. Еве, јас вчера кога излегов да прошетам, кога шетав не носев маска, меѓутоа кога влегов во самопослуга ставив маска. Ова мајка ми ако ме слуша ќе се лути, бидејќи таа смета дека треба цело време да се носи маска. Таа е лекарка од постарискусен ков. Многумина сметаат овде дека проблемот со маските е дека всушност во промет, во продажба и нема доволен број маски, дека маските се чуваат за јавното здравство и проблемот со маските е се уште и со заштитната медицинска опрема е се уште акутен проблем, актуелен проблем. Во земјата факт е дека нема доволен број заштитна медицинска опрема. Тоа се уште се провлекува од почетокот на кризата до ден денешен и многумина сметаат дека проблемот со маските е токму тоа, ги нема во доволен број и затоа препораките се такви какви што се. Некои препорачуваат да се носат цело време, а друг пат велат дека и обично шалче или обична марама е доволна за заштита. И додека не се усогласат лекарите и препораките, ќе има големена нервоза кај населението.
Така, Жанета, благодарам за ова вклучување од Лондон и Зутринава. Секако ќе се слушнеме повторно во наредните денови, па и после продолжениот викенд да се информираме каква е состојбата таму. Благодарам. Ви благодарам и вам и чувајте се. Исто така. Чувајте се и вие и секако носете заштитни маски за секој случај.